Скандалозно, непримерно и арогантно однесување денес презентираше правникот на општина Македонска Каменица Васко Десподовски кон граѓаните од чии пари зема плата. Инцидентот се случи за време протестите против градоначалникот Димчо Атанасов. Сите членови овај правилник се спротивни. Па што не направиш правилник? Што не направиш правилник? Зашо земаш плата? Абе немој да ми се дереш да не те фрла. Кануваш ли се? На кој си захануваш ти тука јавно? Немој да ми се дереш ти на На мене. кој си захануваш? Значи, ни еден член нема што е усовно со закон. Не сам правник. Гледај што пише тука. Прочитај го. Колку зема за правни услуги? Да ми пари да плата сметите. Колку зема за правни услуги? Милиони зема. Дарко, ти политичар ќе замолам. Ти Ќе ве го замолам. политичар мислиш Ќе ќе ги ве претака замолам се да тој ќе биде работа. на жалост. За советникот од оваа општина Дарко Гоцевски, однесувањето на правникот Десподовски е под секоја критика, но ова од него не е прв пат. Безобразниот арогантен Десподовски бил пријавуван и во полиција и кај градоначалникот, но досега ништо не се сменило, вели Гоцевски. Не изреагира градоначалникот. Тој беше на другата страна. Мислам дека, видите вака, овие работи се веќе нормална појава во Македонска Каменица. Ние сме изложени на многу притисоци, на многу закани, делоти веќе пријавувани во Министерството за внатрешни работи од страна на претседателот на Советот во минатото. И така ова е за нас веќе и нормална работа и јас дури заборавив на истото. Нема да ме уплашат таквите закани, никогаш нема да се уплашам на таквите закани, но треба да има ред. Инцидентот кој е незапаметен во оваа општина, градоначалникот Димчо Атанасов не го коментираше, но замоли. Ве молам, напишете дека ништо не сум слушнал. Каков тек ќе имаат случувањата во Советот на Македонска Каменица, особено по денешните протести, но и овој инцидент е крајно неизвестно, но јасно е дека тензиите преминуваат во нетрпеливост, која лесно може да ескалира, и опишуваат познавачи актуелната состојба во Советот и општината Македонска Каменица.